Ништо? Ништо, честита царице. Зар и од ова не сака? А од каде се не е нарачано и донесено? А си мислев, кога ќе го види вака убаво стокмено наредено, шарено, миризливо, ке кандиса, ке се слаже. Си реков, може би бар малку ќе проба. Ама... Еве вака веќе трет месец. Уста не отворила. Бел ден не видела. Што мака не снајде. Каква болест е ова? Се прашувам, царе, каде ли сгрешивме? А ти, царица, да појдеше пак до кај неја? Па како мајка од околу, што се вели, со мило, со кротко, со арно, да ја прашаш пак, што ја боли, што ја мачи. Може би овој пат ке ти каже. Ке појдам. Ке појдам. Ама, еве и вчера ја прашував. Знам. Ке ја прашам и денес. Ама, бадијала ќе одам. Ништо нема да ми каже. Сепак, појди, ајде. Назад! Колку е убав денот. Целата градина расцветала. Сакаш да излеземе малку надвор да се прошетаме? Ке набераме по некое цвекенце. Се сеќаваш кога беше малечка? Колку убави букети ми правеше, Кирко. Не, мајко, те молам, остави ме. А да излеземе малку на балкон? Ке не фати сонце и ке се напиеме по еден чај. Не, мајко. Ништо не ми се прави. Остави ме. Што те мачи, бре, Кирко? Каква болка имаш? Кажи ми. Што те боли? Не, мајко. Ништо не ме боли. Само така малку си мислам. И малку сум уморна. Добро тогаш. Одмори се. Може би утре ќе ти биде подобро. Одмори, Кирко. Што е? Што се случи? Кажа ли барем нешто? Нешто, цару мој.
Вели дека не е болна, ама душа нема во неа. Што не знајде, каква мака си имаме. Веднаш да ми се викне советникот. Ме викнахте, честити царе. Како можам да ви помогнам? Слушај ме добро, советнику. Принцезата наша, како што знаеш, многу е болна. Галиба ќе да болува од некоја чудна и непозната болест. Затоа сакам да ми ги донесеш сите екими од царството. Ако треба, донеси ми ги екимите од соседното царство. Сакам да дојдат, да ја прегледат, да ја видат и да ми кажат што е. И како знаат и умеат илјаш да најдат, да ми го излечат чедото. Разбра? Веднаш ќе го сторам тоа, честити царе. Уште денеска ќе ги повикам најдобрите екими. Води. Сега ми е полесно на душава. Белким ке се најде некој чаре, нели господару мој? Ке се најде. Мора да се најде. И? Што рекоа? Што била болката? Честити царе, како што наредивте, ги донесов сите екини и од нашето царство и од соседното царство. Од добри по добри. Сите ја прегледаа принцезата и никаква болест не најдоја. Принцезата е здрава. Пречесната царица со своји очи виде и со своји уши чу. Така е, господару мој. Детето ни е здраво, ама енеа пак душа нема. Не може така, бре. Не може така. Јас цар ли сум или што? Ти наредувам советнику да ми најдеш еким што ќе излекува мојата ќерка, разбра? Инаку... Честити царе, имам чуено за еден еким, одалде од кај нас, ама бил многу стар и велат дека веќе не лечел. Многу бил надарен и за се имал лек. Што зборуваш, бе, советнику? Сега ли ми го кажуваш тоа, а? И што чекаш? Што чекаш? Сакаш дамла да мудри, а? Да умрам од секлма? Веднаш испрати луѓе да се донесе тој еким овде. Веднаш, ме разбираш ли? Како што рековте, така ќе биде, честити царе. Оди. Како се ми чедо денеска? Добро сум, мајко. Добро сум. Татко ти не испрати. Ова е најдобриот еким во целото царство. Дојде да те прегледа, па да ти даде некој илјач. Аман, мајко, колку екими ме прегледаа.
Зошто не билки ме лечеа? Не помага ништо. Зошто ме мачите вака? Не можам повеќе. Пресветла царице, во право е принцезата. Зошто пак да ја прегледувам? Да имаше некоја болештина, досега ќе се видиш. Туку да ве замолам нешто. Кажете, Екимо, ќе направиме се што треба. Да не оставите малку насамо да си помуабетиме со принцезата. Ако е само тоа, тогаш јас ќе почекам пред одајава. Ќерко, многу екими те лечели со многу билки, ама не те оздравиле. Еве, јас ке те излечам без билки. Па еден ден ке речеш, Бог да го прости стариот еким што ме излечи без билки. Предедо, ако навистина успееш да ме излечиш без билки, ќе му кажам на татко голем бакшиш да ти даде и за главен еким во царството да те стави. Така, нека биде како што сакаш ти. Само сакам нешто да те прашам. Гледам, голема саклама си ставила на срце. Ти ја мачи душата. Како да не ме мачи? Тато е стар. Мајка сака да ме мажи за друг. А мене, секое утро, едно момче ми остава роза со писмо. Дали го носиш илјачот, а да не е билка? Покажи ми, со нетрпение очекувам да видам што е. Сега. Повели седни, принцеза. Еве го илјачот. Ама, ова е само златен прстен. Точно, златен прстен. Ама со пишенка од озгора. Гледаш? Се што било поминало, се што ќе биде, ќе помине. Ке го носиш 40 дни и ноќи. И секогаш, кога ќе ти дојде некоја лоша мисла, да ти го кине срцето или да ти ја мачи душата, а ти ке си го пееш мурот, ке си го пееш и ке си го мислиш. На 40-тиот ден ќе оздравиш. Се што било поминало, се што ќе биде, ќе помине. Ете толку. Се што било. А сега, остани ми со здравје. Ви благодарам. Се што било поминало, се што ќе биде, ќе помине. Било поминало, се
Што ќе биде, ќе помине. Се што било поминало, се што ќе биде ќе помине. Се што било поминало, се што ќе биде ќе помине. Се што било поминало, се што ќе биде ќе помине. Се што било поминало, се што ќе биде ќе помине. Се што било поминало, се што ќе биде ќе помине. Погледни, царе. Зарем ова е нашата Керка? Не можам да верувам. Пее, подскокнува, излегла од одајата. А нема ни 40 дена, како што кажа Екимот. О, фала ти, Боже, фала ти, Боже, имало лек. Дојди, Керко. Дојди. Седи, чего, седи. Мајко, татко. Ми го разубаве денот. Сонце ме огреа кога те видов. Како си ми ти? Многу добро, мајко. И многу сум гладна. Сакам од цева ова да пробам. Земи, Пробаш? Леле, татко, колку се убави. Сигурно многу си се намачил. Не, Керко. Ништо мене не ми е мачно кога се работи за тебе. Јас бев готов и на крајот на светот да појдам само да те видам ваква насмеана, весела, радосна и здрава. Туку, Керко, кажи му ти на татка сега, што мака те мачеше? Што болест те наваса? А? Татко, чудно. Нема име за оваа моја болест. Чудно нешто. Лоша мисла, цела болест. Туку среќа што го викна стариот Еким. Си ја знае дедото работата. Не со билки, туку со збор ме излечи. Каков збор ти кажа, па те излечи преку ноќ. Види, мајко. Се што било поминало и се што ќе биде, ќе помине. Ката ден си го пеев мурот. И навистина, секогаш кога ќе ме снајдеше некоја лоша мисла, си ги повторував зборовите и веднаш ја снемуваше. Исто и вие. Кога ќе ви дојде некоја лоша мисла, само кажете си ги овие зборови и веднаш ќе помине. Туку... Татанца. Кажи, Черко. Јас му ветив нешто на Екимот. Што? Му ветив дека ако ме излечи, за главен Еким во царството ќе го ставиме. Да не ми се лутиш. Не, Керко моја. Па како можам јас тебе да ти се налутам? Ти тоа што си му го ветила на Екимот е малку. Јас него не само што ќе го главам за прв Еким во царството, туку ќе му дадам се што ќе посака. Царице, што ти е животот? Човек се учи
dodeka je živ. Ete, jaz ki umrev, a nemaše da znam deka, ako na čoveka v umot mu vleze loša misla, to isto kako vo dušata i telото da mu vlegnala teška i neizlečiva bolest. Takav je, carice. Така е, цару мој. Лоша мисла, цела болест. С краја да е никогаш да не се повтори. Nikoga da ne se povtori.